како и секоја предизборна кампања од 2006 година па наваму. Така и ова. Лицето, осумничено за тежок финансиски криминал, за најскап превоз на ученици во светот, излезе и повторно вети стадион. Замислете, после 12 години, повторно ни ветува стадион. Требало да го информираат дека денот на шегата е на 1 април, а и на битолчани повеќе не е и до шега. Во овие 11 години, повеќе од очигледно е што направија ДПМН италијски за нашиот град, до кој степен го опустошија и распродадоа, и по кој пат веќе истите проекти ни ги ветуваат. Но она што не е толку очигледно е непотизмот кој владее кај раководството на ДПМН во Битола и како тие под превезот на патриотизмот си ги вработија своите најблиски. Владимир Талевски својата ќерка си ја вработи на ветеринарниот факултет во Битола, својот зет во акционерското друштво МЕПСО, а неговиот брат во јавното предпријатие Комуналец. Сите се вработени за време на неговиот градоначалнички мандат. Кандидатот за пратеник Зоран Илиевски за време на владењето на ДПМН цела фамилија си ја згрижи под државна капа. Неговиот брат во јавното предпријатие Водовод, фирма во која беше директор пред да стане пратеник. Неговата сопруга во АЕК Битола, додека неговиот син во Министерството за внатрешни работи во Битола, и тоа без јавен оглас. Лилјана Кузмановска, исто така кандидат за пратеник, незиниот син си го вработи во јавното предпријатие Водовод, од времето на директорување на Зоран Илиевски, а незиниот брат во јавното предпријатие Стрежево. Олга Лозановска, својата ќерка ја вработи како специјализант на државна болница во Скопје. Ова се локал патриотите на ВМРО ДПМН. Па зарем тие не ни велеа да се охрабриме и да отвориме свој собствен бизнис? Зарем тие не се фалеа со странските инвестиции и колку се работни места отвориле? Зошто тогаш нивните најблиски ги згрижија во државните институции? Господо ДПМН, после 11 декември доаѓаат промените во Македонија. Тогаш реално ќе дадете отчет за сработеното, а до тогаш поштедете на нас и битолчани од вашите лажни ветувања.